Кога прв пат Фуфо е влезен во казино? Тоа беше као ја да бев у еден друг филм, можеби и у друг живот. Не знам како да ти кажам. За среќа по сите нив, а за жал по мене, кај мене стане играчката плачка. Веќе 7-8 години не одам во касино, не сакам да зборувам, ама знам што очекуваш ти од мене, ако сум прифатил, сум решил да се турчам, морам да кажам нешто. Ја и Трифун малтене, она простачки народно да кажам, се крунисавме за побратими во црква. Никола Груевски го обожава боксот, од време на време аматерски идеше да вежба и да точно во нашиот боксерски клуб Дел Фуфо. Има ли делче од Фуфо што се кае што влегол у политика? Многу делче. Вториот пат беше, додека првиот пат беше успех за Гинис, вториот пат беше моја грешка, најверојатно сакав да се вадам и да се докажам, ама вториот пат ми беше неуспех и грешка. Не требаше вториот пат да се кандидирам, искрено. Во тој случај ја нема да бев градоначелник. Ама пола советници у град Скопје ќе беа уз мене. А тоа значи пола директори на јавни предпријатија, ја ќе можев условно да одлучувам кој ќе биде директор на ЈСП или на Нево Деса. А тоа значи дека најверојатно веднаш после тоа ќе направев партија. Сум се покајал за наивната верба во луѓето. И тоа живота ме кошта. Јас верував во своите блиски или најблиски и баш најблиските ми го зарија ножот во грб. Она што било Фуфо и во центар веќе не е ни тоа, сега нешто трето. Така, така. Ти пречи ли тоа? Ти ствара ли малку терет во однос на загрижен ли си? Ексклузивно, после долги години надвор од јавната сцена, безброј зборувања и наводни приказни за тоа каде се наоѓа и што прави, скопската легенда, поранешен политичар и најпознат угостител, Љупчо Николовски Фуфо, решава да го прекине молкот и да проговори за се она што другите го зборуваа наместо него сиве овие години. Едночасовно, ексклузивно интервју, 1 на 1, специјал, Фуфо. Сабота, 19 часот и 30 минути, ексклузивно на Алфа.